Престанете да пушите во присуство на деца, затоа што сериозно го загрозувате нивното здравје. Немој да пушиш, оти ме гушиш. Сите кои ни доаѓаат на гости овде во 5+, им даваме награди кои што вие не многу често ги гледате. Еден ќе ви подарам по една еко-сложувалка. Значи истите овие сложувалки заедно со сликовниците може да се најдат во икона и во култура. Една шолја за кафе ќе дадеме на инструкторката. Дали таа пие кафе додека држи часови? Не? Не, никако. Има ли врска начинот на исхрана со јогата? Па, ние препорачуваме да се хранат здраво, да не ядат многу масно, да не ядат хамбургери, да не ядат фастфуд. Се вежба на празен или на полн стомак? И се вежба на празен стомак, ама не треба и да бидат толку гладни за додека вежба цело време да мислат на јадење. Ама не, и цревата може да кркорат и да се слуша. Да. Затоа, значи, треба да се малку јадени пред час и кога ќе заврши часот, она што останало од ручекот ќе се го дојадат. Така, добро. Добро. Останува да пробаме уште вежбата за релаксација. Мене ми останаа неислени поделени награди кои што ќе ви ги дадеме утре, во утрешната емисија. А сега може да се релаксираме, нели? Со некоја вежба за релаксација. Да. Ајде. Она што го спомнавме и пред малку, ама треба да се легне. Ајде, ќе легнеме. На стомак, на грб или на страна? На грб. На грб. Ајде, на грб. Ајде. Легнувајте. Треба комотно да се легне и нозете да се раздалечат малку. Рацете исто малку оддалечени од телото и завртени дланките кон горе. Петко одлично направи. Талентиран сум, значи. Да. И ги затвараме очите. И да си го почувствуваме телото и да го олабавиме, да ги олабавиме нозете, да го олабавиме стомакот, да го олабавиме грбот, рацете да ги олабавиме, да ги осетиме тешки, потоа главата да ја отпуштиме, лицето,